Почитувани, една недела по лидерската средба, а СДС се уште нема став кој од двата предлози на ВМРО-ДПМН го прифаќа. Помина една недела, а балонот на СДС дека ВМРО-ДПМН прифатило уставни измени под бугарски диктат издиша. Јасно се гледа безидејноста на кираџиите на ДУИ. Наместо да ја препознаат шансата и подадената рака од страна на ВМРО-ДПМН, тие се однесуваат крајно недораснато во клучни моменти на државата. СДС и Ковачевски мора да одговараат кој од двата предлози на ВМРО-ДПМН го прифаќаат. Првиот, кој значи преодна влада без ДУИ и одложена примена на уставните измени, или вториот, кој значи брзи избори, а потоа барање на гаранции од Европската Унија, финансиска поддршка за државата и барање Бугарија да имплементира барем 3 пресуди на Европскиот суд за човекови права за правата на македонците. Кој од овие два предлози за СДС и Ковачевски е прифатлив? Ако СДС не ги прифати двете понуди од ВМРО-ДПМН, значи дека има скриени намери да преговара на сметка на идентитетот и ќе прифати нешто во тек на преговорите, кое ќе го доуништи македонскиот идентитет. СДС треба да ги покаже своите вистински намери. Прво, дали е заложник на ДУИ заради меѓусебни корупцијски сделки? Второ, дали планира да го срози македонскиот идентитет, менувајќи го уставот сега и оставајќи простор во тек на преговорите со Европската Унија, Бугарија да не блокира секогаш кога ќе посака и со тоа да ја принудува Македонија целосно да си го уништи сопствениот идентитет. Јасно е како бел ден. СДС и Ковачевски не може вечно да се кријат и да купуваат време. Време е да одговорат. Ви благодарам. Прашања? Веќе неколку дена кажуваме дека мора да одговарат, впрочем и со овој прес кажуваме, праќаме порака до СДС дека мора да одговарат на овие два предлози. Доколку не одговорат на овие два предлози, не ја гледам суштината и причината зашто би формирале работна група и што би преговарале на тие средби и на тие работни групи. Значи, да, тие се двата наши предлози на кои што очекуваме одговори. Да. Вака во овој формат, овие два предлози, да.